Па од ден на ден станува се појасно зошто Мицкоски и ВМРО-ДПМН сакаат во скратена постапка да го донесат овој закон. Вчерашните информации во медиумите од истражувањата на реномирани меѓународни медиуми потврдуваат дека парите за унгарскиот кредит се всушност кинески. Па во оваа прилика го прашуваме Мицкоски зошто ја лажеше јавноста за ова, зошто крие кое е потеклото на парите. Зошто крие дека Унгарија всушност се задолжува со понеповолни услови кај Кина за парите кои нас ни ги дава. Ова според нас е јасен сигнал дека тука има некој политички интерес. Покрај ова законот изобилува со нелогичности, изобилува со недоречености и многу непознаници, како на пример не се предвидени јасни критериуми што е многу важно, не се предвидени ниту механизми за распределба на позајмените пари, нема јасно утврден систем за контрола на трошењето на парите. Јасно е дека со оваа власт нема ниту правна држава, нема ниту транспарентност, нема отчетност, ниту отвореност. Она што може да се заклучи од се ова досега е дека се враќа начинот на владење како пред 2016 година. Очигледно власта сака да си ја сокрие корупцијата и политичките интереси кои се основа на овој закон, тоа е повеќе од очигледно. Без дебата, без информирање на граѓаните, на брзина да го истуркаат скандалозниот и коруптивен закон, договорен кој што е во 4 очи и тоа уште во времето кога ВМРО-ДПМН беше опозиција. И сега сето сака да го прават по скратена постапка. Мицкоски на овај начин дефинитивно се испиша корупција на чело.